Во првата проповед денес, како што напоменав, ова ќе биде серијалот проповеди, нема да можеме целото прашање да го одговориме во една проповед, но ќе биде серијал. И во оваа проповед денес ќе разгледаме само прашањето зошто верата или зошто Бог одлучил каналот или инструментот да биде верата, преку кој тој ќе го канализира спасението. А во другите проповеди што следат ќе видиме неколку аспекти на верата и во последната проповед ќе видиме зошто верата мора да биде сама и не може ништо да се додаде на неа за да се канализира спасението. Значи тоа ќе биде проповедта денес, ќе видиме вовед и ќе видиме две главни точки или причини зошто Бог одлучил да биде верата инструментот или каналот преку кој се доаѓа до спасението. И тие ќе бидат, првата ќе биде бидејќи верата е невидлива, а втората точка ќе биде бидејќи верата е од повисока димензија. И во оваа втора точка ќе видиме потекло, зависност, привременост, покорство и цел на видливото. Нормално верата како категорија која спаѓа во невидливиот свет. И ќе завршиме со заклучок и примена. Да почнеме со воведот. На почеток потребно е да дефинираме одредени дефиниции или да ги објасниме термините на ова прашање. Зошто спасението е само преку вера? Од што треба човекот да се спаси е прво прашање што сакаме да прашаме. Човекот треба да се спаси од Божјиот гнев, кој моментално тлее и виси над секој човек. И целосно ќе биде манифестиран после смртта во пеколот. Знаеме дека човекот е грешен и го има прекршено Божјиот закон, ги има прекршено неговите заповеди, го има навредено и деградирано ова свето и вечно битие, кој се му дал. И човекот може да кажеме дека е непријател на Бог. Живее против Божјиот збор, живее против Божјото царство, живее против Божјата слава. Е Божји непријател и е во голема опасност. И како може сега овој паднат грешник, овој човек кој е толку болен и декадентен и кој виси над пеколот, и секој момент може да биде пуштен таму, да биде спасен од Божјиот гнев сега и за секогаш. И начинот на кој може да биде човекот спасен од Божјиот гнев е само преку вера во Христос. Следното прашање е што пак е вера? Што значи вера? Верата е привремен инструмент, средство, канал, мост или рака преку која човекот доаѓа до спасение. Преку кој човекот доаѓа до Христос. Верата е мостот, е каналот, е раката со која ние го фаќаме Христос. Преку која ние се соединуваме со Христос, преку која Христос станува наш Господар и Спасител. Верата која спасува е покајувачка, е само откажувачка, е само понижувачка, само омразувачка во својата природа и верата во својата природа објавува војна на гревот, на ѓаволот и на светот. И верата во овој временски привремен свет му дава духовни очи на човекот да го види невидливото, тоест да го види Бог. Верата го гледа невидливиот во видливиот свет. И кога ќе се споредат верата, која е каналот до спасението, со љубовта, која е кулминацијата на Божјиот закон, љубовта се разбира е поголема. Бидејќи верата е привремена, а љубовта е вечна. И љубовта никогаш нема да заврши, но верата ќе заврши во новата неба и новите земји и ќе стане вид. Според 1 Коринтијаните 13 глава, 12 стих.
Да почнеме со првата точка. Зошто Бог одредил верата да биде каналот на спасението? Првиот аргумент ќе биде бидејќи верата е невидлива. Оној кој живее во недостапна светлина, кој е суверен и е недостижен, одлучи да се сокрие од очите на луѓето. Иако тој гледа се и неговите очи се насекаде и никој не може да се сокрие или да избега од него, сепак очите на луѓето не можат него да го видат. И според 1 Тимотеј 6 глава, 16 стих, пишува: ниту еден смртник не го видел Бог, ниту може да го види. Мојсија, кој бил доста близок со Бог и општал со него 40 дена на планината, многу сакал да го види Бог. Но на негово разочарување, Бог во втора книга Мојсеева, 33 глава, 20 стих му кажал: не можеш да го видиш моето лице, зашто човекот не може да ме види и да живее. И ваквото неоткриено суперлативно битие предизвикува некои луѓе да не веруваат во него и да се сомневаат на неговото постоење. Но Бог им дал доста докази на луѓето, доста светлина. Повеќе димензионалната креација и комплексната морална совест се доволни да го потврдат постоењето на овој Творец. Но тие не се доволни да ги отворат слепите очи на луѓето. И иако Бог им дал на луѓето вид, сепак се скрил и не можат тие да го видат. Според Јован 4 глава, 24 стих, Исус кажува дека Бог во својата суштина и својата есенционалност е дух и е невидлив на смртното око. И Бог, како невидлив во својата природа, го избира исто така инструментот, каналот или мостот да биде сличен со него. Тоест, исто така да биде невидлив. Најпогодно, најсоодветно, најконсонантно, најсогласно со неговата природа е да избере каналот до него, да биде сличен со неговата природа и со неговото битие. И што може од ова да заклучиме? Може да заклучиме дека каналот или инструментот на спасението не е некое физичко, земно, религиозно, надворешно дело, кое човекот може да го направи и го прави. Како, например, влегување во некој храм, или постење, или крстење, или причест, или читање на Библија, или носење на некоја икона или крст. Туку каналот на спасението е невидлив и недостапен во земниот свет. Верата како невидлива е исто така слична и консонантна со душата на човекот и со ангелите. Душата на човекот е најделикатниот и највозвишениот ентитет во целата креација. Ако човечкото око е комплексно, ако човечкиот мозок е страотно комплексен и сложен и уште не можеме да го истражиме, колку повеќе душата на човекот. Душата на човекот е од таква природа што е способна да всели 6000 демони, според Марко 5 глава 9 стих, и да ги види вечните реалности на Бог и да комуницира и да општи со него. Душата на човекот му дава таква можност и такви капацитети на човекот на ова мало и незначајно битие, кое е помало од црв или мравка, во глобалната хармонија на универзумот, му дава можност да дојде во контакт со бесконечниот и со безграничниот. И душата како невидлива е опремена со такви капацитети и карактеристики што нешто од слична убавина мора да ја вплени и магнетизира. Сличното привлекува слично и верата
во својата изворена убавина ја привлекува и ја магнетизира душата. Таа ја зима под незините крилја, ја носи во рајските убавини. Верата како верен слуга ја носи душата до невидливиот Творец, до незиниот вистински љубовник. И верата, како најслична по природа со невидливата душа, е најсоодветна и најконсонатна да биде каналот и инструментот на спасението, бидејќи е неоптоварена со земноста. Верата исто така е најсоодветна да биде каналот и инструментот на спасението, бидејќи е најслична со ангелите. Ангелите тие чисти, невидливи и послушни битија. Со вера стоиме во присуство со Бог, исто како ангелите. Со вера стануваме чисти и послушни, исто како ангелите. Со вера стануваме мокни да прерипуваме планини, да ги затвараме устите на лавовите и да преовладуваме над многу војски, исто така како ангелите. Значи, во оваа прва точка, зошто Бог одредил верата да биде каналот или инструментот, човекот да дојде до спасение, бидејќи верата е најслична и најконсонантна со природата на Бог, со природата на душата и со природата на ангелите. Втората точка што ќе разгледаме е зошто Бог одредил верата да биде каналот, е бидејќи верата е од повисока димензија. Верата е од повисока димензија од се што е видливо. Невидливото е од повисок ред, реалност, природа или димензија од видливото, бидејќи видливиот свет настанал, зависи, е привремен, е покорет и подчинет и контролиран, ја наоѓа својата цел во видливиот или во невидливиот свет. И во оваа втора главна точка ќе видиме зошто верата е од повисока димензија и ќе видиме 5 подточки. Како што напоменав, ќе видиме потекло, зависност, привременост, покорство и цел на видливиот свет. И ќе утврдиме дека верата како невидлива е од повисока димензија и затоа е одбрана да биде каналот преку кој спасението мора да дојде. Но пред да видиме оваа главна точка и 5 подточки, мора да дадеме 2 појаснувања или 2 квалификации во кој контекст мислиме дека невидливото е подобро од видливото. Првото појаснување ќе се однесува со зборот невидлив во корелација со Бог, а второто појаснување ќе објасниме контекстот во кој важи изјавата дека невидливото е повисоко од видливото. Да почнеме со првото појаснување или квалификација за зборот невидлив. Знаеме дека Бог ги создал сите работи, видливи и невидливи. Бог е креаторот на се и дека тој е невидлив. Но кога се кажува дека Бог е невидлив, таа изјава е дадена од човечка перспектива. Бог е пореален и повидлив од било што. Но човекот, бидејќи е грешен, не е во состојба да го согледа тоа. И затоа Бог е невидлив за него. Бог му дал на човекот вид да гледа и да ја види целата создадена реалност, но човекот не може тоа да го направи. Е заслепен. И целта или дизајнот на човековиот вид е човекот да го види Бог и да се наслади на него и да го слави него. Но сатаната го има заслепено човекот заради гревот и човекот станал заслепен и Бог станал невидлив. И престанал да биде како некои ангели кои секогаш го гледаат неговото лице. Што значи од перспектива на човекот и неговата грешна природа,
кажуваме дека Бог е невидлив, но Бог е пореален и повидлив од што било, од која била видлива креација. Но Бог нема да остане невидлив и во новата неба и во новата земја, во новата креација што доаѓа, Бог ќе се открие на човекот. И тоа го гледаме во Откровение 22 глава од 3 до 4 стих, каде пишува: и нема да има никакво проклетство во новата неба и новата земја. И престолот на Бога и на јагнето ќе бидат таму, и неговите слуги ќе му служат. И што ќе прават? И тие ќе го гледаат неговото лице. И неговото име ќе биде на нивните чела. Второто појаснување е, мора да го поставиме контекстот, каде мислиме дека, или во кој контекст важи аргументот дека невидливиот свет е повисок од видливиот и дека верата е подобра од видот. Стремежот на секој христијанин, и сега ова ќе биде второто појаснување, е да ги избегне еретичните учења на раните во раната црква, кои учеле дека видливиот свет или материјалниот свет или физичкиот свет е нечист, е злобен, е инфициран и треба да се отфрли. Човекот треба да го отфрли материјалниот свет. Но знаеме дека видливиот материјалниот свет е добар, бидејќи е создаден од Бог. И во 1 Тимотеј 4 глава, 4 стих, Павле пишува зашто секое Божјо создадение е добро и ништо не треба да биде отфрлено ако се прима со благодарност. Господ Исус Христос исто така зема физикалност, зема тело да го откупи човештвото. И исто така во новата неба и новата земја, воскреснатите светци ќе имаат тела, ќе имаат физички видливи тела, кои ќе им се зголемат капацитетите, тие да го познаат Бог и да уживаат со Него и да го гледаат. Што значи контекстот каде важи овој аргумент дека невидливото е подобро од видливото, е во овој видлив паднат свет. Значи, после Адам, кога паѓа човекот во грев, и пред доаѓањето на последниот суд и носењето на новата небо и новата земја и фрлањето на ѓаволот и на смртта во пеколот, каде што целиот универзум ќе биде радикално трансформиран. Значи, во овој период, сега, каде овој свет е обвиткан со сенка, со болка, со распадливост и со суета, кажуваме дека невидливото е подобро од видливото. И ова го гледаме исто така во Римјаните 8 глава, 22 стих, каде апостол Павле вика дека целата креација, моментална, стенка во маките на породувањето. Целата креација е под болка, е под распадливост, е под мизерија и суета. И чека, и копне, и е нестрплива да дојде новата креација, новиот свет, рајот, новата земја и новата небеса. Значи, контекстот дека невидливиот свет е подобар од видливиот свет е валиден во ова сегашно доба. И навистина ние живееме во злобно време, живееме во паднат свет, живееме во грешен свет, кој се стреми и аргументира и расправа дека невидливото не постои, дека има само материја, дека има само материјален свет. Но христијаните, ние сме потикнати да живееме по вера, сме потикнати да живееме како туѓинци, странци и патници во овој свет и да живееме не по вид, туку по вера. Значи, според овие две квалификации, може да продолжиме со 5 подточки. Значи, кажавме дека Бог е пореален и повидлив, и кажуваме дека Бог е невидлив од човечка грешна перспектива, и кажуваме дека невидливото
е од повисока димензија од видливото, бидејќи живееме во паднат, корумпиран и проклет свет пред доаѓањето на новата неба и новите земја. Да почнеме со првата подточка. Потекло на видливото. Материјалниот свет е целосно создаден од Креатор. Материјалниот свет, целиот универзум, не е функција на слепи и случајни сили, не е производ на замислена шанса или среќа или некоја судбина, бидејќи таквите работи не постојат, туку се видливо е креирано од Бог. Бог определил според својата мудрост и моќ да создаде универзум, да создаде неговата должина, времетраењето исто така, големината, сите природни закони, се од Бог. Бог го има создадено времето, просторот, материјата, енергијата, информацијата, сите 5 димензии се негови. И да не беше невидливиот, да не беше невидливото, видливото немаше да постои. Впрочем, тоа не би било видливо. Во Евреите 11 глава, 3 стих пишува вака: Преку вера разбираме дека вековите се создадени со Божиот збор и дека од невидливото произлегло видливото. Истото можеме да го кажеме за човекот, и ова го има добро опишано Стивен Шарнок, пјуританскиот теолог, кој напишал: уметничките дела, направени од рационални суштества, ја имаат за својата основа нешто духовно. Секој уметник, секој часовник, столар има модел во својот ум на работата што ја дизајнира да ја направи. Материјалната и надворешната креација се направени според натрешна и духовна идеја. Затворен цитат. Значи, што кажува овде? Ни кажува дека секоја надворешна креација, која е видлива и е материјална, потекнува од нешто невидливо, кое е внатре во умот. Мислите и плановите и дизајнот се невидливи и почнуваат овде и се формира надворешна креација. Значи, потеклото на надворешната креација доаѓа од невидливата креација внатре. Значи, тоа е првата подточка, е дека потеклото на се видливо е во невидливото, во невидливиот Творец. Втората подточка е зависност на видливото. Не само што целиот универзум е создаден од Креаторот и потекнува од него, туку тој целосно и постојано и очајно зависи од неговата сила. Како што човекот зависи од воздух и здив секој момент, како што рибата зависи од водата, така целата Вселена зависи за своето постоење од раката на Бог. Секоја секунда, секоја минута, секој саат, ден, недела по недела, месец по месец, година по година, деценија по деценија, милениум по милениум, невидливиот држи, обезбедува, храни и ги напојува сите со своите раце. Од најмалата сабатомска честица до најголемата гигантска галаксија. Еден има напишано, отворен цитат: Бог насекаде е присутен за брзо да го подржи животот на видливото со нови и зоболни потоци на невидлива раскош. Кога би дозволил и решил да се затворат невидливите реки што течат во овој сегашен видлив океан на реалноста и го напојуваат, колку моментално, колку брзо, колку силно целата видлива реалност ќе се скрши и повторно ќе се претвори во ништожност. Затворен цитат. Во Јов 34 глава, од 14 до 15 стих, Елијеху прекрасно вели и кажува дека ако Бог го насочи своето срце
и го собере при себе својот дух и својот здив, секое тело ќе пропадне и човекот ќе се врати во прав. И не само што човекот ќе се врати во прав, ако Бог одлучи својот дух да го прибере, туку тој ќе исчезне од постоење. Тој ќе исчезне комплетно од постоење и ќе стане ништожност. И во Исаја 40 глава 26 стих Бог вика: погледнете ги зад звездите, подигнете ги очите и видете кој ги создал овие. Оној кој ја изведува нивната војска по број, по големината на својата сила, и ниту една од нив не недостасува. Што значи целиот универзум, целата видлива реалност, целиот свет очајно зависи од Бог. Секој секунд, секоја минута. Еден исто така има напишано: секој прекрасен цвет, секој убаво зајдисонце, раскошен водопад, славен планински венец, неверојатна гледка, прекрасен вкус, пријатен звук, најинтензивното задоволство и безброј други карактеристики и појави кои човекот ги имал доживеано во овој видлив свет, своето потекло и своето постоење го наоѓаат во друг свет. Нивните темели и столбови стојат во невидливото. Затворен цитат. И колку брзо човекот заборава дека е зависен роб од Бог. Колку брзо заборава дека е една празна, ништожна сенка која ќе помине. Колку брзо заборава дека нема ништо и едно голямо ништо, ако е одвоен од Бог. Колку човекот се горде и се возвишува во своите мисли за себе, во неговите дарови и способности, во неговите достигнувања, во неговите богатства и имоти, во неговата фамилија и предци, и колку брзо прави видливи идоли, направени од времето, просторот и материјата и подготвен да падне и да им служи на нив. А заборава дека се што има, дури неговиот здив, е од Бог. Колку е далеку човекот да биде постојано свесен за оваа јасна вистина, дека не само што е создаден од Бог, туку секој момент, секоја минута, секој секунд е одржуван од неговата милост и благодат. И Бог тоа го прави човекот да живее и да го сака Создателот, а не себе си. Третата подточка е привременост на видливото. Привременост на видливото. Се што нашите очи гледаат еден ден ќе го снема, ќе исчезне. Замислете, за 120, за 150 години никој од нас веќе нема да биде тука. Се ќе исчезне, се ќе стане пепел и прашина. Во Исаја 40 глава, од 6 до 8 стих, Исаја пророкот изјавува и извикува: секое тело е трева и неговата убавина е како полскиот цвет. Тревата венее, цветот згаснува, кога на неа дува Господовиот здив. Сигурно народот е трева. Тревата венее, цветот избледува, но словото на нашиот Бог ќе остане вечно. Истата мисла се повторува и во 1 Петрово, 1 глава, 24 и 25 стих. И контрастот е јасен. Имаме нешто што е привремено, што се распаѓа и поминува, а нешто што не поминува и е вечно. И ако круната и кулминацијата на целата креација, како човекот, е минлива и ќе исчезне, што останува со се друго? Што останува со се останато? Во Евреите 1 глава, 10 до 12 стих,
авторот пишува: Ти, Господе, ги постави темелите на земјата во почетокот, и небото е дело на Твоите раце. Тие ќе изгинат, но Ти остануваш. Тие ќе се истрошат како облека, и како наметка Ти ќе ги свиткаш. Како облека ќе ги смениш, но Ти си ист, и Твоите години нема да имаат крај. Прашањето што сакаме да се прашаме во контекстот на темата е зошто спасението да се канализира и да дојде преку нешто минливо и слабо и кршливо. Зошто вечниот живот и бескрајното откупување и славната заедништво со Бог да се пренесе преку нешто слабо, минливо и кршливо. И не само што целата креација е привремена, туку Бог во неговата мок ќе ја суди и ќе ја уништи во неговата сегашна форма. Во Евреите 12 глава, 26 и 27 стих пишува: уште еднаш Бог вика: јас ќе ја потресам не само земјата, туку и небото. И оваа фраза уште еднаш укажува на отстранувањето на нештата што се разнишени или расклатени, тоест на нештата што се направени за да останат нештата што не можат да се потресат, тоест што се вечни. Исто така имаме и во 2 Петрова, 3 глава, 7 и 10 стих, каде Петар вика: небесата и земјата што постојат се складирани за оган и се чуваат до денот на судот и уништувањето на безбожниците. Небесата ќе помине со татнеш и небесните тела ќе изгорат. Бог доаѓа од своето живеалиште да му суди на овој грешен свет и да ја затресе и отстрани оваа сегашна падната видлива реалност. Ќе ја изгори и ќе ја раствори. И гледаме дека овој видлив поредок, оваа видлива реалност не е погодна и не е адекватна да складира и да канализира било што во врска со спасението. Овој свет е погоден да биде потресен, изгорен и дотолчен заради безбожноста на неговите жители, а не да биде инструмент за спроведување на спасение. До сега видовме 3 точки. Видовме потекло на видливото, зависност на видливото и привременост на видливото. И видовме дека видливиот свет не е адекватен да канализира спасение и верата како категорија која припаѓа на невидливиот свет е од повисока димензија од се видливо и затоа е избрана да биде каналот на спасението. Да продолжиме со 4-та подточка – покорување на видливото. Не само што целиот видлив свет е создаден, не само што целиот видлив свет зависи и не само што целиот видлив свет е привремен и ќе биде суден, туку целиот видлив свет е покорен и е контролиран од невидливиот или од невидливиот свет. Човекот се појавува на сцената и се замислува дека е многу слободен, дека е неограничен, дека никој му нема равен. И тоа му доаѓа, таа самосвест, доаѓа од неговата сложеност и природата на неговата природа. Но видливиот свет не оди паралелно во својата независност, туку е роб на неговите функции и операции. Иако човекот за себе си мисли дека е слободен, дека е независен, дека оперира самостојно, тоа воопшто не го гледаме во неговото однесување. Колку лесно човекот зависи и се потпира на посилни луѓе. Посилни физички, економски, социјално, политички, црковно, и наоѓа безбедност и заштита и одмор во нив.
Како послабите нации наоѓаат за солниште во рацете на мокните сили? Зарем ова не е типичниот курс на човекот? Децата се подпираат и зависат на нивните родители, родителите се подпираат на нивните родители, возрастните се подпираат на нивните работодавци, компаниите се подпираат на други компании, владините функционери на други владини функционери и така натака. Човекот во својата безнадежност е по потрага по цврсто и силно сидро за неговата немирна душа. Да најде за солниште од лебдечките опасности и неизвестности, бара цврсто тло каде може да застане. Но тоа што го бара не може да го најде во физичкиот свет, зашто физичкиот човек не може да понуди вистинска заштита и сигурност. Зошто? Зашто не ги контролира опасностите. И тешки казни се изјавуваат кон луѓе од кои зависат и веруваат на други луѓе. Во Исаја 31 глава, 1 стих, Бог вика тешко и нам оние кои слегуваат во Египет за помош и се подпираат на коњи и се надеваат на коли, зашто се многу, и на конјаници, зашто се многу силни, но не гледаат на Израелевиот светец. Друг пример е асирскиот цар Сенахариб, кој се подсмеваше на Бог, се подсмеваше на Израел и се фалеше со неговата мок и неговите победнички потези. Дека никој не може да застане пред него, дека тој се руши, било кој крал, било кој идол, било кој бог, било која нација ја прегазува. Но во Исаја 37 глава, 26 и 27 стих, суверениот го подсети и му кажа: Зар не си слушнал дека јас одамна го одредив тоа? Одамна го планирав и сега го реализирам. Ти да направиш утврдени градови и да се срушат и да станат купишта урнатини. Додека нивните жители, скратени од силата, се уплашени и збунети и станаа како полски растенија и како нежна трева, како покрив, како трева на покривите, изгорена пред да порасне. И залудно беше фалењето на овој цар, заради неговата активност, успех и мок и доминација, бидејќи сето тоа е резултат и било резултат на Божиот план и декрет. Јасно е дека овој цар бил обичен инструмент, обичен роб во рацете на Бог. Значи, гледаме некоја поинаква слика, дека човекот, иако се мисли дека е независен, дека е слободен, дека е капетан на својата судбина и одлучувач на своите апетити, друго гледаме дека човекот е роб. Исто така ѓаволот доаѓа на сцена и го измамума човекот и го проголтува. Како лав ја проголтува целата земја. Иако човекот се теши дека е капетан на својата судбина, тоа е во рацете на ѓаволот. И што му кажа ѓаволот кога го искушуваше Исус во Лука 4 глава 6 стих? Целиот свет ќе ти го дадам со својата власт и слава. Исус го нарече ѓаволот владател во овој свет во Јован 12 глава 31 стих. И на други места исто така во Стариот Завет имаме, како на пример во Даниел 10 глава 13 стих и Езикиел 28 глава од 1 до 19 стих, како ѓаволот и неговите демони се опишани како главни двигатели и потикнувачи на кралеви и владетели. Ова што ни кажува? Ова ни кажува дека видливиот свет на земјата е управуван и е починет од сатаната. Дека не е независен. Дека е роб и поданик на нешто невидливо. Знаеме дека како што паднатиот човек или грешниот човек
е инструмент во рацете на ѓаволот, така ѓаволот е инструмент во рацете на Бог. И што сака Бог, ѓаволот прави и ништо не може да направи самостојно. Значи, од оваа точка гледаме дека невидливата реалност, кралот на невидливото, Бог, владее со овој видлив поредок. И последната точка ќе биде цел на видливото. Цел на видливото. Ќе видиме дека причината и целта зошто целиот видлив свет, целата креација постои. И ќе видиме дека добива смисла и цел на постоење во невидливиот свет. Како што Бог го создал целиот свет и се што гледаме, тој исто така дал цел и причина и значение на постоење. Креаторот ја дава смислата на постоење на креацијата. Секој инженер, секој архитект, кога креира нешто, креира и му ја дава целта на постоење на тоа битие. Исто така и Бог. Бидејќи Бог е креатор на целиот универзум, исто така тој ја дава целта и смислата на целата видлива креација. И во Римјаните 11 глава 36 стих пишува зашто од Него и преку Него и за Него е се. Господ направи се за себе. Во Поговорки 16 глава 4 стих. И јасната слика што ја гледаме од книгата Проповедник е кога одеме на евангелизација ги прашуваме луѓето што мислите е смислата на животот. И викаме дали знаете дека има цела книга во Стариот Завет напишана што е смислата на животот и каде може човекот да најде значение. И се чудат. Викаме не знаеме. И па Проповедник е таа книга напишана од Соломон, каде што Соломон пишува која е смислата на животот. Зошто човекот постои. И што ни кажува таму? Ни кажува дека се е суета, се е празднина и се е трчање по ветер. Тоа е јасната аргументација на Проповедник. Што добива човекот од сиот свој труд под сонцето? Што добива од сите негови богатства, задоволства, имоти, храна, пијалоци, облека, прослави, промоции, дипломи, достигнувања? Што добива? Се ќе заврши со смрт. Се ќе заврши со пепел и прашина. И што ако добие нешто земно? И така се ќе заврши и се ќе исчезне. И аргументот на книгата е дека без Бог, без невидливото, целата видлива реалност е празнина и е суета. Ако невидливото не продре и не му даде живот и значение и цел на видливото, се е суета и празнина. И целата видлива реалност, може да кажеме, е едно скалило преку кое ние се искачуваме се повеќе и се повеќе до Бог. Сите благослови, сите земни работи што ги имаме, се што Бог ни дава, треба да служат како скалило да не подигнат се повеќе до Бог. Да не подигнат до Него, да го видиме невидливиот. Да преминеме на заклучок. Значи, во оваа прелиминарна проповед, почетна проповед, која се нарекува зошто спасението е само преку вера, разгледавме еден почеток. Зошто верата? Зошто Бог одредил верата да биде каналот или инструментот на спасението? И кажавме дека првиот аргумент е бидејќи верата е невидлива и е од слична природа со Бог, со ангелите и со душата на човекот. И кажавме дека верата е од повисока димензија, бидејќи припаѓа на категоријата на невидливото, а кажавме дека потеклото, зависноста, привревеноста, покорството и целта на видливото се наоѓа во невидливиот свет. И заклучокот е многу јасен. Заклучокот е нема ништо во овој материјален свет
дали религиозно или нерелигиозно, што може да канализира спасение. Спасението доаѓа од невидливиот. Значи, ако некој ти каже, да, јас се крстив и затоа сум спасен, јас одам у црква, затоа сум спасен, јас се постам, затоа сум спасен. Гледаме дека во оваа проповед, дека во видливиот свет не може да се канализира спасението. Видливиот свет не е адекватен, не е достоен, не е консонантен со Бог да биде каналот на спасението. Каналот и средството мора да дојде од Бог. Да преминеме на примена. Има две примени. Примена за неверници и примена за верници. Да почнеме со примена за неверници. Дали ти имаш вистинска вера? И дали твојата вера е спасоносна? Дали таа вера што ти ја имаш ќе те спаси на судниот ден? Ќе те спаси од Божиот гнев и бес и лутина кои ќе експлодираат на судниот ден? Вистинската вера не е само интелектуално согласување на основите на верата. Иако вклучува интелектуална информација, кој човекот мора да се согласи, не е само интелектуално согласување на одредени принципи на верата. Таа е верата на ѓаволот и на демоните. Јако вика, ти веруваш во Бог, па супер, и демоните веруваат. И тие веруваат дека има еден Бог, и тие веруваат дека Исус е Бог, и тие веруваат во Библијата, и тие знаат дека Исус умрел и воскреснал, и тие го знаат Евангелието. Но очигледно нема да бидат спасени. Вистинската вера не е само чувства и субјективни емоции за Бог, за Исус и за Библијата. Не е некое есотерично чувство на мир и спокој. Да, вистинската вера вклучува чувства и емоции, но не е само тоа. Вистинската вера не е само морална реформација, надворешно, и елиминирање на некои надворешни гревови, бидејќи не ќеме да се соочиме со нивните последици и тешкоти. Да, вистинската вера вклучува радикална морална трансформација, но не е само тоа. Джейси Райл за вистинската вера кажал вака, отворен цитат: вистинската вера во Христос е безрезервна доверба на срцето, убедено од гревот во Христа, како се доволен спасител. Тоа е комбиниран чин на умот, свеста, срцето и волјата. Во моментот кога совеста ќе се увери од гревот, а умот ќе го види Христос како единствениот што може да спаси, а срцето и волјата ќе се фатат за раката што Христос ја подава, во тој момент човекот има спасителна вера. Во тој момент верува. Затворен цитат. Вистинската вера е покајувачка вера. Вера која жали, која тажи, која се гнаси на гревот и која бега од гревот. Вистинската вера објавува војна на гревот, објавува војна на ѓаволот и објавува војна на овој грешен свет. Не е во пријателство со гревот, не е во пријателство со овој грешен свет, не е во пријателство со ѓаволот, туку објавува војна и се бори. Вистинската вера е само откажувачка, е само омразувачка. Вистинската вера се доверува целосно на Христос, го фаќа Христос, се прилепува до Христос, го прима Христос и го јаде и го пие Христос. Вистинската вера е жива, е динамична, не е мртва информација. Вистинската вера носи промена, носи добри дела, носи нов живот. И вистинската вера го прифаќа Христос како Господар и Спасител. Спасител значи не можам ја да се спасам со моите дела, не можам да се спасам со моето крстење,
со мојата причест, со моето читање на Библијата, со мојата евангелизација, со мојата молитва, со мојата икона, со што и да е. Ништо не може да ме спаса. Тонам во жив песок, тонам во кал и во мулј и сум до овде. И ако не дојде Христос да ме спаси, ќе умрам и ќе потонам во пеколот. Значи, вистинската вера го зграпчува Христос како спасител. Не ги зграпчува делата, не ги зграпчува религиозните гимнастики, ништо. Не зграпчува некој друг човек, поп, пастор или што и да е, туку го зграпчува Христос. И Господар, значи нема веќе да живеам ја како што сакам. Нема да бидам Бог на мојот живот веќе. Или некој друг да биде Бог на мојот живот. Некој друг пастор, поп, монах и кој да е. Христос ќе биде мојот Господар и само Него ќе го слушам. Тој ќе биде мојот цар. Преку покорство на Библијата. И прашањето е што секој треба да се праша дали има вистинска вера. Дали го прифатил Христос како Господар и Спасител. Ако немаш вистинска вера, покај се сега. Дојди до Христос, не чекај, не знаеш уште колку имаш. Христос стои спремен да ти опрости, Христос стои спремен да те очисти од секој грев. Дојди сега до Христос. Стани од својот сон на гревот и дојди до Христос. Тој ќе ти даде вечен живот и ќе те осветли. Втората примена е за верници и овде ќе прашаме неколку прашања кои се апликативни за нас како верници. За тие што се покајале, за тие што го примиле Христос како Господар и Спасител, за тие што го знаат Евангелието и го живеат Евангелието. Дали нашата вера е во видливото или во невидливото? Дали твојата вера е во луѓето или во Бог? На што се надеваш? Дали твојот фокус е на видливото или на невидливото? На земјата или на рајот? На земните богатства или на духовните богатства? И како можеш да дадеш одговор на ова прашање? Многу лесно. Каде го трошиш твоето време? Каде ги трошиш твоите ресурси? Каде ги трошиш твоите пари? Каде го трошиш твојот живот, твоето тело, твојата душа? Ќе ти дадат одговор дали твојот фокус е на земјата или на рајот. Може да кажеш, па јас не сум многу голем во верата, имам мала вера. И многу често се прилепувам на страв, на несигурност и на неверие. Има начин како можеш да растеш во верата, да не останеш бебе, духовно бебе, туку да растеш, да се надоградуваш, да бидеш силен лав за Христос, а не бебе кој треба да биде носено и напојувано цело време. И начинот на кој може ние како христијани да растеме во верата е преку средствата на милост. Знаеме дека верата е поклон од Бог, или како што кажавме, доаѓа од невидливиот свет, доаѓа од самиот Бог, не може да се најде во видливиот свет или во видливата креација. И начинот на кој ние негуваме таа вера што Бог ни ја дал е преку средствата на милост. Тие средства на милоста се читање на Библијата, изучување на Библијата, меморирање на Библијата, молитва, пост, општење со други христијани, ходење во црква, евангелизација, читање на христијанска литература, слушање на проповеди и така натака. Значи, основата е мора да се храниме со духовна храна за да растеме. Мораме да општиме со Бог и да општиме со други христијани. Мора да служиме и да бидеме активни во црква. Така ќе растеме при верата.
И тоа беше првата проповед. Тоа беше идејата и кажавме неколку аргументи зошто верата или зошто Бог одредил верата да биде каналот преку кој спасението се канализира. Во следните проповеди ќе видиме неколку аспекти на верата. Исто така ќе видиме зошто таа вера која спасува мора да биде сама и ништо не може да се додаде на неа.